На 1200 фирми лани не ги исплатиле работничките плати што државата им ги додели како пандемска помош за месеците октомври, ноември и декември. Владата најави дека фирмите и нивните газди ќе бидат казнети, а парите ќе треба да ги вратат назад, за што против сите нив поднесе пријави. Иако судски постапки против повеќе фирми веќе се во тек, 6 месеци од првите поднесени пријави, досега нема ниту еден судски завршен случај. Рочишта се закажуваат и откажуваат, што веднаш упатува дека оваа приказна ќе трае долго. Главен проблем во меѓувреме е фактот што голем дел од фирмите кои помошта не ја исплатиле, веќе не постојат или пак веќе немаат никаков имот. Но освен што треба да ги вратат парите, газдите ќе треба да одговараат и кривично, зашто од јавното обвинителство велат дека овие предмети се во предистражна постапка, пренесува Слободен печат. Надлежен јавен обвинител од основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција постапува по барањата за спроведување истрага и поведување постапка за компаниите што наводно ја злоупотребиле државната помош, доставени од Генералниот секретаријат на владата на Република Северна Македонија. Предметот е во предистражна постапка. Предметниот обвинител што постапува по предметот за целосно расчистување на наводите, ги очекува одговорите што треба да ги даде Управата за јавни приходи и Генералниот секретаријат на владата. Објаснуваат од обвинителството за синдикатот неисплаќањето на платите и се уште одсутните казни за измамниците е неприфатлива состојба. Јас мислам за секој осуда е она што тие работодавачи си го зедува за право да не ги исплатат парите, она што значи помош од државата. Јас мислам дека преку инспекцијските служби се дадени и соодветни налози за прекршачни пријави, така да веќе одговорноста е на судството и би требало што поажурно да ги решат тие проблеми, за да на луѓето им се надокнади она што не го зеле, а им стедувало за време на пандемијата. За оние што правно кривичната регулатива кај нас ја знаат добро, епилогот беше најавен одамна бидејќи во нашиот кривичен законник не е пропишана казна за кривично дело злоупотреба на државната помош. Нашиот закон за работни односи определува рок за исплата на платата и санкции за негово непочитување, а кривичниот законник дополнително кршењето на правата од работен однос на работникот ги дефинира како кривично дело.